Децата бегалци од егејскиот дел на Македонија ја посетија манастирската црква Свети Атанаси во Лешок. Во дворот од храмот се зборуваше на македонски, полски, романски, унгарски, руски. Децата, кои беа протерани на сите страни од светот, денес дојдоа на излет во Лешок, како што велат да се видат со најблиските. Дојдовме на излет, дојдовме да се видиме со нашите луѓе, оние кои дојдоа само сегдан од Америка, од Канада, тоа се македонците од Грција. Со биењето на камбаната беше означен почетокот на литургијата, со која чиноначалствуваше митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил. Токму тука, по 4 години, повторно се сретнаа браќата Коли и Кица Чокревски. Потекнуваат од ледринското село Сетина, но судбината сакала едниот да живее во Македонија, а другиот во Унгарија. Од 76-та сум во Скопје. Живеам со фамилијата тука, гркина жена имам, ме поддржува во сите работи и сега дојдеме тут да се видиме со од Унгарија имам другари, егејци. Добро ни е. Многу ни поможа Унгарија на нас. Ни даде сите возможности за да се сториме луѓе добри на државата. Мајка ми га утепале, работеше во болница како медицинска сестра. Го утепале докторов главниот, што га држеше болницата, га утепали мајка ми. Татко ми, тој го пратија како војска во Албанија. Тамо се утепа. Останав ја 5 години. И ме дадоа во дом во Грција, во Солон. Викаше дом Мелиса. И јас со баба, со стрина, 48 влеговме во Албанија, протерани од селото нашо, влеговме во Албанија. Во Албанија поседовме малу, не се сеќавам колку, бидејќи сум била многу мала. После 49-та заминавме некаде со бродови не носеле, не криеле во бродови. Од Албанија некаде не носеле со бродови и тоа не го памтим само од раскажувањето од стрина ми, од баба ми. После се најдовме во Чешка и од Чешка, бидејќи стрината моја имала уште 5 деца во домој во Полска и преку Црвен крст таму ги пронашла и моравме од Чешка да заминеме во Полска, во Вроцлав дојдовме. Во рамки на третиот ден од четвртата светска средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија беше организиран излет во манастирската црква. Протераните македонци од егејскиот дел на Македонија за време на граѓанската војна во Грција денес во Лешок упатија порака за единство и истреност во барањето Грција да им ги признае правата и врати имотите. Излетот во Лешошкиот манастир беше дел од четвртата светска средба на децата бегалци, која за прв пат е поддржана и од власта. Иницијативите и средбите имаат токму таква цел да извршиме притисок за да се елиминираат тие дискриминаторски закони и да ги уживаме тие човекови права и слободи. Тоа е слободно враќање во родните краишта, враќање на државјанството, бидејќи ние сите сме таму родени и нормално сакаме да го уживаме тоа право, што ни тоа се елементарни човекови права. Да ги не ги вратат имотите што ни беа одземени. Значи, овие седби, значи, се повод и да навратиме и да извршиме еден повик или апел, но и притисок до грчката влада да ги признае тие права. Ова наша средба има и нешто по-карактеристично од досегашните. Досегашните 3 средби има хуманитарна порака да не се повтори како што се случи со децата бегалци. Ова има и политички дел. Сега се совпадна и со јавувањето на нашиот премиер Никола Груевски, со писмото до Карамалис,
а фактички се исполнуваат наша барања и желба 60 годишна за нас да застане и државата Македонија. Домаќин на средби Полешочкиот манастир беше митрополитот Полешко-Кумановски господин Кирил. Митрополитот отслужи молебен за целиот македонски народ во Македонија и во диаспората, пошто имаше пригоден говор пред присутните за судбината на децата бегалци. А што да им порачаме на отродниците, на предавниците? Етнаш предавници, речно предавници. Заверувате, тие ќе завршат како што завршил издајникот Јуда, што го предал Христа. Нема да ги отмене проклетството изречено од преголем ја и чемер на последниот архиепископ на древната и славна архиепископија, Бог да го прости архиепископот Арсенije. Во Лешок дојдоа голем број македонци протерани од егејскиот дел на Македонија за време на граѓанската војна во Грција. Ги имаше од Австралија, Канада, Чешка, Полска и од други земји до каде ги одвела судбината. Некои во Лешочкиот манастир се за прв пат, а сите беа воодушевени од природните убавини. Ако мислите, родом сум од егејскиот дел на Македонија, село Чиплижик до Мирчевско околие, тоа е во близина на Серес. Во врска како овде се чувствувам, како да добив круѓа, што доаѓам во едно убаво прекрасно место од каде што зрачи македонштината. Јас сум Скопје, родена сум во Грција, у село Драничево, Костурско, средбата ми е одлична. Да не зборам многу за екзодусот, сега сите детали ги знаеме више. А во Лешок како ви се допаѓа? Убаво организирано, убаво. Ние црквата што е обновена од егејска Македонија. А каде живеете во моментот? Аеродром. Кажете ми како ви се допаѓа тука во Лешок, како ве пред? Многу убаво. Супер. Па доаѓате? Децата бегалци од егејскиот дел на Македонија заедно со нивните семејства денес во Лешок имаа можност повторно да се сретнат со своите пријатели и роднини со кои ја делат истата судбина. Но исто така имаа можност да се забавуваат и да уживаат во настапот на естрадните уметници и културно-уметничките друштва. Денешната средба во Лешок беше дел од манифестацијата со која се одбележуваат 60 години од прогонот на македонците од егејскиот дел на Македонија.